Добар ден по втор пат од прес-центарот на Цивил во хотел Оаза Штип, каде што се прибираат сите информации од изборниот, за текот на изборниот ден во општините Штип и Пласница. Ништо ново од Пласница од минатата пресконференција во 11 часот. Таму се е мирно, каде што се надпреваруваат двајцата кандидати од ДУИ и од Турската партија за Демократската партија на турците за обнова. Таму се започна навреме, нема посебни забелешки од страна на нашите наблюдувачи. Дури едниот од наблюдувачите во Пласница беше позитивно изненаден, пријатно изненаден од тоа колку многу се почитуваат протоколите за заштита од коронавирусот. Од 11 часот до 13 часот не се забележани нови случаи на кршење на протоколите за заштита од коронавирусот во општина Штип, но се забележува и понатаму засилена активност на одредени политички партии и политички групации во доменот на почитувањето на изборниот молк. Поточно, изборниот молк континуирано се крши, постојат повеќе податоци за тоа. Затоа ова пресконференција би сакале и да ја започнеме токму со тоа, со повик до политичките партии, како и до граѓанките и граѓаните на општина Штип, да се воздржат од агитирање, односно од кршење на изборниот молк. Исто така го повторуваме нашиот повик до политичките партии да престанат да вршат одредени притисоци на одредени политички партии, да вршат притисоци врз граѓанките и граѓаните да не излегуваат на гласање, бидејќи со ваквото однесување се крши и изборниот законник и добрите изборни практики. Наблюдувачите на Цивил јавуваат за сведоштва дека во текот на изминатите 24 часа, како и во текот на денешниот ден, имало повеќе случаи на притисоци и закани врз гласачите да не гласаат. Наблюдувачите исто така доставија и примероци од флаери со содржина преку кои се врши црна пропаганда и се повикува на бојкот на изборниот процес. Понатаму се нотираат и случаи на изборниот молк преку агитирање на социјалните мрежи. Тоа на некој начин станува веќе толку вообичаено што како и да не постои ограничување законска рамка за тоа што представува изборен молк. На избирачкото место 2252 во основното училиште Димитар Влахов, членовите на избирачкиот одбор не знаеја како се користи УВ ламбата. Тоа е веќе во оној дел на друг тип на нотирање од наблюдувачите. Го користеле обичното светло, кое исто така се наоѓа на УВ ламбата. По укажувањето од наблюдувач на Цивил, избирачкиот одбор се коригирал и сега коректно се користи УВ ламбата. Се разбира, тоа е и затоа што некој можеби не бил доволно внимателен на обуките кои ги спроведува Државната изборна комисија. Во белешките, во бележникот на нашите наблюдувачи на теренот во Штип се бележи и групирање на партиски активисти во близина на повеќе избирачки места низ Штип. Дел од тие партиски активисти се идентификувани од која политичка партија доаѓаат, но се разбира соодветно на принципите. Ние деталите околу ова можеме да ги соопштиме само по 19 часот.
odnosno po завршувањето на изборниот процес. Во непосредна близина меѓу гимназијата Славчо Стојменовски и Ванчо Прке, основното училиште Ванчо Прке, во кои се наоѓаат избирачките места 2292 и 2272, регистриран е и графити со слоганот "Бойкотирам корона избори". Тој се разбира, ова се податоци кои се подкрепени и со фото или видео материјали од нашите наблюдувачи. Во основното училиште Тошо Арсов на избирачкото место 2257, член на избирачкиот одбор ги чита на глас имињата на гласачите, како и нивните адреси на живење, што е повреда на правото на приватност, односно на тајност при гласањето. Ова навика никако да се искорени од дел од избирачките одбори низ земјава во текот на изборните процеси во нашата земја. Инаку нашиот мониторинг е составен од 30 акредитирани наблюдувачи, меѓутоа голем број граѓанки и граѓани ни помагаат како на организација и ни доставуваат дополнителни информации и сведоштва за тоа што и како се случува низ општина Штип и се разбира и во Пласница. Во моментов можеме да констатираме, без оглед на сите помали или поголеми забелешки на изборниот процес, сепак може да се каже дека денот тече мирно, без посебни бранувања, се разбира со повеќе информации ќе дојдеме, ќе се појавиме, ќе се јавиме уште повеќе, уште неколку пати. Поточно, следната наша средба со вас е закажана за 17 часот, кога ќе имаме малку пошироко опфатени случаи и опис на ситуацијата, а се разбира, таму ќе ги поместиме информациите кои до сега предходно ги објавивме. По 17 часот имаме термин во 19 часот, како и во 21 часот, кога е предвидена последната пресконференција. Се надеваме ако се биде во ред, но предвидуваме и една мала панел дискусија за оценка, првична прелиминарна оценка на денешниот ден на изборниот процес за избор на градоначалник во општина Штип и на градоначалник во општина Пласница. До 17 часот ви посакуваме пријатно попладне, се гледаме. Пријатно.